И мислам дека ќе треба многу воведување на нови даночни правила во IT индустријата специјално, како заложба да не се иселуваат младите. Ние веќе разговараме со владата да направиме стратегија во која што ќе има некакви олеснувања околу тоа да младите не се иселуваат надвор. Знаете, кога зборуваме околу прогресивниот данок, значи ние имаме некои согледувања дека околу 30% од вработените како сениор експерти ги фаќа даночната основица од 18%. Тоа значи дека IT секторот е еден можеби од најзагрозените. Знаете, 56.000 денари е просечната плата во IT секторот, а просечната плата во Македонија е 24.000, тоа значи 240 пати е повеќе. Така да ние ќе мораме да направиме некоја политика во која што и другите даноци ќе бидат опфатени, не само прогресивниот данок. Ние имаме проблем, да кажеме, и со даноците кои што ги плаќаме за сертификатите кои што ни се потребни за младите инженери за присуство на тендери, за работа со нашите вендори. И ние имаме проблем дека кога таа лиценца доаѓа на негово име сертификат, на лично име, дури на тој сертификат плаќаме персонален данок. Исто така имаме, значи, за разни, ако сакаме да правиме стипендија, даваме на ФИНК и на другите универзитети кои што имаат информатички сектор, исто така на стипендистот, на студентот треба да му се плати персонален данок. Така да мислам дека има пошироки се нашите барања околу тоа што треба да се промени за да младите успееме да ги задржиме во државата.